Гласници на надежта. Глава 27. Вистинскиот леп. Лебот е нарекуван држач на животот. Обично е направен од жито, пченица, јачмен, рж. Знаете, житото беше првата храна што им беше дадена на човекот. Кога Бог го создаде човекот, тој рече: можете да јадете од билките од полето. Житото обично се одгледува на поле. Како и да е, за време на патувањето од Египет до Каан, кога Бог ги носеше израелците во неговата земја, Бог ги обезбеди со друг вид на леп. Се викаше мана. Тој секојдневно им ја даваше. Библијата ни кажува дека маната кога ќе паднеше на земја била бела како семе од коријандер. Понекогаш беше наречена и леп од небото. Кога Исус ги учеше своите ученици да се молат, тој ја вклучи и оваа идеја во молитвата. Нашиот насушен леп, дај ни го денес. Се разбира дека лебот може да не задоволи само за денот, без разлика дали станува збор за леп кој ние го правиме, или пак за насушниот леп во молитвата или за леп од небото од кој децата на Израел беа нахранети од Бог, трае само за еден ден. Има ли подобар леп? О да, постои вистински леп. Може да прочитаме за тоа во Јован, 6 глава, од 30 до 40 стих. Тие пак му рекоа: каков знак правиш, да видиме и да ти поверуваме што правиш? Нашите татковци јадеа мана во пустината, како што е напишано: им даде да јадат леп од небото. Исус им рече: вистина, вистина ви велам, Мојсей не ви даде леп од небото, а мојот татко ви дава вистински леп од небото. Зошто Божјиот леп е оној кој слегува од небото и му дава живот на светот. Тогаш му рекоа: Господи, давај ни го секогаш тој леп. Исус им рече: јас сум лебот на животот. Кој доаѓа при мене нема да огладни и кој верува во мене нема никогаш да ожетни. Но ви реков, иако ме видовте, не верувате. Се што таткото ми дава ќе дојде при мене, а оној кој доаѓа при мене нема да го isfрлам. Затоа што не слегов од небото да ја извршувам мојата волја, туку волјата на оној кој ме испратил. А ова, волјата на оној кој ме испратил, да не изгубам ништо од се што ми дал, туку да го воскреснам во последниот ден. Затоа што тоа е волјата на мојот татко. Секој што ќе го види синот и поверува во него да има вечен живот, и јас ќе го воскреснам во последниот ден. Во овие библиски стихови може да најдеме неколку идеи кои ќе ни помогнат да разбереме за вистинскиот леп. Прво наоѓаме привлечна демонстрација. Луѓето посакуваат знаци да биде видливо, опипливо, како Мојсей кога им даде леп во пустината. Тие му викаа дека сакаме да видиме знаци од тебе. Направи привлечна демонстрација, за да знаеме каква работа правиш. Тогаш тие ја извлекоа таа демонстрација од Мојсей. Тие рекоа: Мојсей на нашите татковци им даде леп во пустината. Тие имаа мана, леп од небото. Сакаме привлечна демонстрација од тебе. Многумина и денес инсистираат на демонстрација над потребните докази. Тие инсистираа за демонстрација како маната која Мојсей им ја даде на нивните татковци во пустината. Бог го направи тоа еден пат. Дали ќе го направи повторно? Тука има и втора идеја. Убедлива молба. Исус веднаш ја коригираше нивната идеја, затоа што тој ги информираше дека Мојсей не им го даде лебот од небото. Маната што Бог им ја дал во пустината, тешко дека беше леп од небото. Го направи тоа што и обичниот леп би направил. Ги одржа во живот за некое време. Исус рече дека Бог ти го дава вистинскиот леп, а вистинскиот леп е тој кој се симна од небото. Кога ќе дојдеш кај Исус, ќе откриеш дека тој е лебот кој слегува од небото, кој ви дава вечен живот. Тогаш му рекоа: Господи, давај ни го секогаш тој леп. Нека не престане, нека биде секогаш наш дел, лебот од небото. Тоа што ние го сакаме, континуирано снабдување, никогаш не дозволувај да престане. Гледате, се уште размислуваа за маната во пустината. Тие не разбираа дека нивното секојдневно снабдување е поголемо од нивната замислена.
Тие едноставно ја сакаа ден за ден, исто како и нивните татковци, кога патуваа низ пустината. Има и трета идеја, итна покана. Сакам внимателно да забележиш како Исус им одговори. Тој рече: Јас сум лебот на животот. Кој доаѓа кај мене нема да огладни и кој верува во мене нема никогаш да ожедни. Тоа дефинитивно е итна покана. Тој кој ќе дојде и тој кој верува дека нема да огладнат и никогаш нема да ожеднат. Дали гледате дека ова е повик за своеволен одговор кон повикот на Исус? Сакам да видите што понатаму Исус рече: Се што ми дава таткото, ќе дојде кај мене, а оној кој доаѓа кај мене, нема да го истерам. Мој пријателе, тоа е апсолутно сигурно. Затоа не треба да се прашувате. Исус рече: Оној кој доаѓа кај мене, нема да го истерам. Тоа е апсолутно точно. Ќе го воскреснам во последните денови. Тоа исто е сигурно како што и Бог е сигурен, затоа што Исус го кажа. Гледате, оваа итна покана е своеволна од твоја страна, но е апсолутна од негова страна, затоа што Бог ќе го направи тоа што го кажа. Исус го разјасни тоа. Нема алтернатива тука, мој пријателе, затоа што Исус ги ограничи своите коментари и својата покана на тоа што го кажа. Оној кој доаѓа кај мене нема да го истерам. Но тој исто така рече дека ти можеш да дојдеш и никогаш да не огладнеш. Можеш да веруваш и никогаш да не ожеднеш. Размисли за овие идеи на привлечна демонстрација. Леп од небото, убедлива молба, итна покана. Дојди и никогаш нема да огладнеш. Верувај и никогаш нема да ожеднеш. Гласници на надежда.